Добар ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, кој што се наоѓа недалеку од центарот на градот Скопје. Благодете да бидете овде во овие жешки летни денови. Овде кај ќе уживате под природните сенки, ке се бањате доколку сакате да се разладите и освежите на семејството, на дечињата, на пријателите, ке им приуштите на вистина еден убав, незаборавен ден. Ние со нашата екипа од Алфа телевизија и Вкусот на традицијата сме подготвени денеска за новиот рецепт на денот. Многу сакам кога подготвувам нешто во овој дел од годината со пиперки, со патлиџанче, со сиренце, урда, јајце и така натаму, сето она што го имаме секојдневно во нашите ладилници. Денеска ќе ви направам запечени полнети пиперки со урда и сирење. Нешто многу вкусно, но на еден поинаков начин. Вообичаено сме вознемирени, нели? Кога ги правиме пиперките, знаете зошто се вознемируваме? Затоа што кога ќе почнеме да ги пржиме пиперките, тие прскаат на сите страни. Многу се вкусни, да, јадеме убави пржени пиперки. Но сега јас ќе ги испечам и така се многу поздрави, а колку се вкусни, затоа што во сирењето и во урдата ќе ставам запечен сусам. За овој рецепт вас ќе ви бидат потребни, значи вакви зелени пиперки, прави, подебели, кои што ќе ги пресечеме на средината, ќе ги отвориме и така ќе ги полниме. А за зајрето, се ставете пиперки толку колку што сте членови на семејството или тие што ќе ручаат заедно со вас. По 2 пиперки вообичаено. А понатаму, еден голем патлиџан јабучар. Гледајте, погледнете каков патлиџан имаме, погледнете. Ваков патлиџан можете да најдете само во Македонија. Еден таков голем патлиџан или 2 помали, 50 грама запечен сусам, 150 грама урда, 150 грама кравјо сирење, неколку чешниња лук ситно насечкани, маслиново масло, малку ситно сечкан макдонос, малку црвен пипер, буковец, сол, оригано и едно јајце. Да започнеме со работа. Најпрвин ќе го земам сирењето и со една вилушка ќе го испасирам. Ќе го издробам. Можете и со рака, можете и со вилушка, како ви одговара. Пиперки имаме секакви во Македонија. Црвени, зелени, жолти, многу сорти на пиперки. За пржење, за печење. И да ви кажам, каква и да имате пиперка, нема да има утка, што би се рекло, да го направите овој специјалитет. И брзо ќе ги наполните пиперките, а воедно нема да ви зема време да стоите, значи, над шпоретот. Сега ова сето ќе го ставам во еден сад, каде што се заедно ќе измешам. Тука ќе го ставам јајцето. Значи да се спојат урдата и сирењето. Ќе му го ставам јајцето. Сега, зошто велиме сол? Сол ќе ми треба само малку за врз патлиџанот. Иначе во филот не ставаме сол, затоа што сирењето е солено. И урдата да не ви е солена, пак немате никаков проблем. Значи, дури пожелно и урдата да не биде солена. И сакам да ги полнам пиперките со
кравја урда. Сега тука ќе го додадам подпечениот сусам. Мора да биде сусамот подпечен, за да има посебно убав вкус сето ова што ќе го правите. Тука ќе му додадам и малку орегано. Ќе му додадам. Ќе му додадам малку буковец. За мене е најдобро кога е лут, но вие ако не јадете лут, можете да ставите и благ. И ќе додадам половина кафено лажиче црвен пипер. И сето ова ќе го промешам. Значи ќе направам една убава хомогена смеса за полнење на пиперките. Заборавив да ви кажам дека ќе оставите малку од печениот сусам да го наронкате од озгора врз пиперките. И тука ќе ставам малку ситно сечкан макдонос. Така, и ќе ставам малку маслиново масло. Значи во потребните состојки најдобро е да користите маслиново масло. Околу 3-4 супени лажици. И ќе ставам тука малку лукче. Половина од ова, а другата половина ќе искористам за патлиџанот, ќе видите како. Еве, смесата веќе ни е подготвена. Пред да почнам да ги полнам пиперките, што ќе направам? Ќе го пресечам патлиџанот на кругови. Ќе ставам малку масло во тепсијата. Малку масло. Така. И сега сечам крупчиња. Подебели малку. Да го покријам дното на тепсијата. Еве, како што се круговите, така ги редам во тепсијата. Да го покријам дното. А врз нив ќе ставам малку лукче, ќе ставам малку макдонос и маслиново масло и така ќе ги редам пиперките. Доколку ни остане малку, не грижете се од патлиџанот, затоа што ќе го направиме салата. Ете така. Мислам дека е ова доволно и сега преминувам на пиперките. Ги засекувам пиперките, еве да видите како. Од едната страна и не ги вадиме семките, нека си останат семките. Но што ќе направам? Ќе ги пресечам дршките, да исчистам само вака. Така. Ќе ги пресечам дршките, да не ми земаат место. И сега ставам овде малку макдонос. Можам да земам и уште малку од патлиџанот, всушност и нема да остане ништо од него. Така. Да го потполнам и ова тука. Ако е вакво, оно ќе се испече, нема гајле. Сега ова ептен што е зеленото, не го ставаме. Значи му ставам макдонос и му ставам малку лукче.
така. И ставам маслинов зејтин. Започнувам со полнење. На пиперките. Најдобро и вака со раката. Има јајце и нема каде да шета филот. Да знаете. Ајде така. Убаво ќе го исчистам пиперчето. И ги редам во тепсијата. Другите семки нека останат внатре. Ова најдобро чувство е кога е со рака, верувајте. Сепак да не ја искршиме пиперката. Ајде така. Една до друга. Сега користиме поправи пиперки, подебели, за да има место, нели, за полнење. Така. Полните пиперки толку колку што имате фил. Прво најгоре ставам, па ја буткам надоле. Сега продолжувам со раката и вака на средината го носам филот надоле. Ајде така. Колку собра оваа пиперка. Ајде така. Еве, пиперката како изгледа. И потоа ќе ги наросам горе со малку од сусамот. Така да видиме. Да имам среќа. Денеска така ни се погодија криви пиперките. Така. Крива, не крива, како викаат. Пенил се не пенил, пари сум давал. Ете така. И убаво се на осет.
Имаме место за уште една голема. И овде ќе соберам малку циренцето што ми паѓа. Мислам дека ќе имам фил уште само за оваа пиперка, затоа што всушност и многу е голема пиперка. Ти сите до душе беа големи. Значи, ставате најгоре и после со прстот ја буткате смесата надоле. Така. Одлично, сега да земам со една лажичка, да го приберам филот целиот. Така. Одлично. Еви и ова ќе го соберам. Супер. Таман како е мерено. Супер. Сега малку ќе ги избоцкам. Одозгора. Така. Наросувам, сусам наросувам. Малку макдонос. И најпрви ќе ги затворам. Ќе ги печам на 250 степени покриени со фолија. И потоа, кога ќе се врзе филот, веднаш отварам. Тоа е некаде од прилика за 10 минути, откако ќе слушнете дека ќе почне да крчка патлиџанот од оздола. Не му додаваме ништо, ниту вода, ништо. Затоа го ставивме патлиџанот, значи да си направиме сос истовремено. Сега малку вака ги налевам од озгора со масло. Ке си пушти и сирењето и урдата, ке си пуштат, но да имаме малку масло вака од озгора, да ги намачкаме. Ете така. И подготвени се за печење. Значи, ќе ги извадам, откако ќе бидат пиперките испечени, кога ќе добијат убава боја, па и малку подгоренки, нели? И од рерната оди веднаш на трпезата. Ова ќе биде вистинско уживање. Останете со вкусот на традицијата, кога ќе ги пробаме овие прекрасни запечени пиперки со сирење и урда. Ете, драги наши пријатели, како изгледаат испечени пиперките. Погледнете, се смеат. И време за најубавиот дел од емисијата. А тоа е кога си ги дегустираме нашите специјалитети. Има и сокче од оздола. И вака, од озгора патлиџанчето. Имаме и салатичка, затоа што во пиперките има се, нели? И малку лепче. За тие што се љубители на лепчето, за мерак. Навистина се посебни. Како вкус има од сусамот.
крцка, рпка, па лукчето, патлиџанчето му дава една свежина. Да не биде џабе лепчето на масата. Еве, зошто го ставивме патлиџано доле. Гледате зошто? Токму заради ова. Поубаво здравје. Здравје поубаво. Мераци, направете го овој специјалитет и уживајте како и ние со вработените во златно буре кучково и вкусот на традицијата уживаме заедно. Ве поздравувам до следната емисија и знаете како велат русите. Со тоа што ќе се пофалиш, без тоа ќе останеш. Велат дека идеите бара тишина. Затоа бидете умни. Немојте да се фалите. На здравје до следната емисија.